Во исчекување на новиот закон за легализација на дивоградби, забрзано се гради и во заштитените подрачја. Чекаме сега Заев да го донесе законот за легализација. Као беззаконие да. Као да не сме да. Меѓу оние што кренаа викендици во падините на Осоговските планини, се и надлежни за спроведување на законите, началник во Кочанската полиција и неговата сопруга вработена во општината. Против двајцата има и кривични пријави, но дивоградбата се уште стои. Ќе постапувам согласно законот. Бидете уверени. Зелените појаси на Осоговските планини, поради својата посебност и природните богатства, владата лани ги прогласи за заштитено подрачје од 5-та категорија. Но додека се кројат стратегиите за управување и урбанистичките планови за развој на овие предели, на терен продолжува бесправно градење. Во исчекување на новиот закон за легализација на дивоградби, во селото Пантелеј, кое е дел од заштитениот предел, забрзано се градат викендички. Еве сега треба се мрежава да измерам тачно, да ја повлечам мрежава, колку квадрата е толку, да се ја заградам и што биде, ако е продаден, ако не така да стои. А да ја рушат не може да ја рушат. Дел од граѓаните купиле и имот со веќе изградени дивоградби, па ги надоградуваат со намера утре да ги продадат како легални. Она беше до прозорите направена. Добро. И ние баравме да легализираме. Ама законот не беше прекинат, така. И чекаме сега Заев да го донесе законот за легализација. Да си ја легализирам и да си бидам на рад, што се вика. Не да мислам дали ќе ми ја рушат, дали нема да ми ја рушат. Како би се ризикува во меѓувреме ако додека да се легализира, ако дојдат до рушење, решение? Па решение пред 20 години е почната куќата. Не е сега она, моментално. Па ако не е легализирана? Па како изгради прават на диво за ова мала викендица. Ќе си ја легализираме, ќе си платиме колку треба. Со иста идеја се градат и други објекти. Причината што патот не одведе во Пантелеј е анонимна пријава од граѓанин до нашата редакција, дека меѓу оние што неодамна поставиле темели за викендичка се и вработена во општината Кочани и незиниот сопруг, кој е началник во полициската станица во градот. Сокриена во бујното зеленило, за кратко време никнала цела куќа, на 2 спрата, со тераси и кров. Многу брзо тој изградил? Абе, ја да сум началник, ја изградил. Освен по тоа кој гради, случајот не се разликува многу од другите во околината. Имате или купувате нива на убаво место, која е земјоделско, а не градежно земјиште, на кое потоа се гради објект без одобрение. Кога ја добивме дојавата за случајот, тој веќе беше предмет на интерес на обвинителството. Додека работевме на сторијата, вработената во општина Кочани и нејзиниот сопруг началник добија кривични пријави од Кочанската полиција. На 6.8.2020 година второ пријавената се стекнала со собственост на нива, дел од катастерска парцела во село Пантелеј и заедно со прво пријавениот веднаш почнале изградба на викенд куќа на плодно земјиште кое не било во градежен реон и до 4.5.2021 година го изградиле објектот без одобрение за градба. Собственичката на парцелата и вработена во општина Кочани, во телефонски разговор со 360 степени, одби да го коментира случајот. Локалните инспектори пак се уште не направиле увид и записник од дивоградбата, па затоа нема ниту решение за рушење. Тоа што еден од собствениците е вработена во нашата општина, нити ја зголемува прекршочната постапка, ниту ја намалува. Значи, тоа е случај кој е сам за себе специфичен и согласно законските прописи ќе постапуваме. Градоначалникот на Кочани Никол Чоилиев, кој не придружуваше во обиколката ни заштитениот појас, објаснува дека го чекаат адвокатот што го ангажирале собствениците на земјиштето, кој пак се пожалил дека има здравствени проблеми. А без негово присуство, вели, инспекторите не можат да влезат и да направат записник на приватен имот. Ќе бидеме трпеливи, ќе ги почитуваме законските одредби, ќе го чекаме
застапникот законски и заедно со нашите служби ќе се направи увид на лице место, пошто ќе бидат детектирани сите прекршувања на законот и согласно законот, само согласно законот, ние ќе ги преземеме сите мерки, се со цел да на јавноста јасно и гласно кажеме дека секој објект кој се гради bespravно, без одобрение, ќе се постапува согласно законот и никако другојаче. Но проблемот не се само неколку викендици. За голем дел од селата во овој регион не се донесени урбанистички планови, па практично нема правила на игра. Секој гради на своја рака, со надеж дека нема кој да го фати. Има по 3 спрата, по 4 викендици, а не е викендици, тоа е куќи. Градат богатите, се на диво, се. Нема, не е урбанизирано и на диво. Кој што има купено имот, тамо и гради. Нема тоа, општината може пропуси на власта е. Ако е урбанизирано, ќе има пари во градскиот буџет, нели? Ако нема, така оди. Сива економија. Дел од овие куќи и викендици изградени без одобрение за градба, низ годините успеале да се легализираат преку стариот закон за легализација. Новите дивоградби пак и оние што во моментов се градат, чекаат на новото законско решение. Градоначалникот најавува засилени контроли и вели дека општината во меѓувреме проверува колку од постоечките вили и куќи се легализирале, а колку треба да се рушат. Но и таа процедура не оди лесно. Кочани работи само со еден инспектор, кој од здравствени причини со месеци не одел на работа, па сите решенија што ги донело друго лице овластено од страна на градоначалникот, по жалба на инвеститорите биле укинати, бидејќи вработениот немал лиценца за инспектор. Ние сега од бесправно изграден објект испраќаме дека ние сме виновни, имаме против некого нешто и ние сме виновниците, а додека тие што градат бесправно повторно се во право и нормално дека тоа е една работа на која мора еднаш за секојаш да и се застане и да се стави крај, во спротивно ќе имаме ваква состојба како што имаме и како што се соочуваме во овој период. Меѓутоа морам да ви кажам дека во нашата општина сепак работите се прилично контролирани, бидејќи ние имаме јасна цел дека се што е бесправен објект ќе го решаваме според законите. Овие планови може да ги помати новиот закон за легализација, доколку стапи на сила во истата форма во која што претходно власта и опозицијата заеднички го донесоа. Во тој случај сите постапки ќе прекинат, доколку инвеститорите си побараат легализација на објектите, макар биле изградени и во заштитените подрачја. Така би можела да куртули и викендицата на полицискиот началник, а тој би се спасил од кривична одговорност.